Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: дали македонскиот народ е геноциден народ, односно народ кој вршил геноцид врз албанците кои живеат на територијата на денешна Република Македонија, и ако сме ние геноциден народ, дали Македонија, која е формирана како држава од македонскиот народ, е геноцидна творба. Еве што трите албански партии, предводени од Еди Рама, на средбата во Тирана, која потпише или договори таа платформа, барат да се реализира во рамки на Република Македонија. Тоа е точка 1 од платформата, која помина доста незабележително и многу малку коментирано од страна на македонската јавност. Цитирам содржината на таа точка, во која се вели: усвојување на резолуција во Собранието на Република Македонија, со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот, внимавајте, од 1912 до 1956 година. Што тоа значи, почитувани гледачи? Значи многу и значи сериозно натоварување на грбот на македонската држава и на македонскиот народ дека се геноциден народ и геноцидна творба. Ајде да го поделиме целиот тој период од 1912 до 1956 година во три фази. Првата фаза некаде после Балканските војни, па се до капитулацијата на Кралството Југославија на 6 април 1941 година. Во тој период Македонија е под окупација на српската војска, на српската држава. И има име Јужна Србија или Вардарска Бановина. Ајде да речеме дека тој период воопшто не е спорен во целата ова наша анализа. Втората фаза е некаде после капитулацијата на Кралството Југославија, па се до Асном 1944 година, кога Македонија поделена на два дела. Во едниот дел на власт се бугарските фашисти и германските фашисти, а во западниот дел на власт се италијанските фашисти и фашистите на Бали Комптар. И третата фаза е 2 август 1944 година, кога се ударени темелите на Асономска Република Македонија, па се до 1956 година. Значи тој период од 12 години, како што барат албанците или албанските политички партии, македонскиот народ и македонска држава треба да бидат прогласени за геноциден народ и за геноцидна држава кои вршиле геноцид врз албанците кои живеат на денешна територија на Република Македонија. И која власт во тие 12 години од 44 до 56 година на територијата на денешна Република Македонија? Тоа е Комунистичката партија на Македонија, која подоцна прерасно во Сојуз на комунисти на Македонија, и тоа е денешната партија која е наследничка на тие две партии, Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Значи СДСМ треба да прифати платформа со која македонскиот народ и македонска држава се прогласува за геноцидни во период кога партиите чии наследника таа партија владееле со Република Македонија. Во на платформа на албанците или на 4 албански политички партии под покровителство на Еди Рама се бара осуда на геноцидот кој врз нив, значи врз албанците, извршен од 1912 до 1956 година. Тоа е тешка квалификација, геноцид врз албанците кој се случува на територијата на Република Македонија во период од некаде 40 на години, или точно 44 години. Извршен ли е геноцид врз албанците според вас на територијата на Република Македонија? Ако го земеме терминот геноцид што го потребуваат, и ако истиот се извршувал 40 години, до сега не албанците колку што е таа нација бројна, туку многу 10 пати поголема нација би исчезнала, претпоставувам, ако ја користиме таа терминологија. Во таа точка од платформата се проблематични периодите по кои е поделена. Инаку прва точка е таа. Значи таа прва точка има неколку точки, ова е значи во првата точка, значи клучна. Треба да биде еден од клучните елементи на таа платформа. Помина многу бенигно кај нас првично во општеството, но мислам дека една од клучните точки, таму се кријат многу подточки. Што посакуваат да постигнат. Тоа е всушност есенцијата на целата платформа. Да. Јас не знам кој е тој што би прифрлил да гласа дека неговиот народ е геноциден. Господин Стојлковиќ, не само неговиот народ. Ако го земе периодот 44-56 година, налаз во Македонија Сојуз на комунисти или тогашна Комунистичка партија на Република Македонија или Социјалистичка Република Македонија. Подоцна таа Комунистичка партија прераснува во Сојуз на комунисти на Македонија и подоцна наследник на Сојуз на комунисти на Македонија, денешен СДСМ е во зградата, нели, која беше трампана со зградата на ЦК што денес владата на Република Македонија, кој наследник на Сојузот на комунисти. Тој Сојуз на комунисти значи владеа од 44 до 56 година. Во тој временски период се случи еден клучен настан, тој Асном 44 година, кога се ударат темелите на Република Македонија. Асном му доаѓа некаде на половината на тој временски период од 1912
1912 до 1956 година. Овде всушност не српскиот народ, не било која друга власт, Македонија се сака де факто да се прикаже како геноцидна творба во однос на албанскиот народ. Тоа е парадоксот на Македонија. Имате политичка состава каде ВМРО ДПМН ги брани припадниците и македонските комунисти, македонците на некој начин, а од друга страна Социјалдемократскиот сојуз ги обвинува србите и припадниците, односно членовите на собствената партија, односно партијата од која потекнуваат и се настанати. Така да просто едноставно на прв поглед може би изгледа неверојатно. Меѓутоа тоа е вистината. Минатата емисија направивме бум со оние откритија од страна на господинот Златко Кецковски, со оние тајни архиви на Лерида кои се пронајдени 92-93 година околу бројот на албанци кои живеат на територијата на Република Македонија и отворивме прашањето што де факто се разговарало и кои биле стравовите на албанците во тие преговори во Охрид околу рамковниот договор 2001 година. Како се стига до 20%? Тоа е она граница. Тука во суштина тука беше и суштината на целата работа. Во суштина главните преговори се движеа во тој дел. Значи ако вие го гледате рамковниот договор, спорен беше процентот. Зошто е спорен процентот? Бидејќи видите, значи македонската страна во тој период се предлагаше дека тој процент за овие права кои што беа ставени на маса да биде околу 25%, односно четвртина од населението. Значи 25% за овие права кои албанците условно речено ги добија со рамковниот договор. Со рамковниот договор. Значи, она кое што беше индикативно. Да прецизираме. Значи да има попис, пошто пописот е спроведен 2002 година, значи 2001 година се разговара дека тие права ќе ги уживат и ќе бидат потврдени со попис кој треба да се организира 2002, ако се 25% и повеќе од таа бројка, од населението, албанци во Република Македонија. Албанци да го прифаќаат тоа? Тоа е индикативно. Значи, индикативно е тоа што албанската страна инсистираше на 15%. На 15%? Да. И тоа значи дека албанците и тога знаеле дека не се повеќе од 20, туку се помалку од 20%. Тоа е еден индикатор во тој момент во кој што беше навистина индикатор дека нешто не е онака како што во суштина се представува. Сега се фала 30% и 35%. Видите и тогаш исти, значи ова за кое што говориме ние за процентот на албанците уште од 91 година. Тие зборува дека се над 450.000 во Македонија, меѓутоа при една акција на полицијата се фатени бројките во една документација каде што тие точно се прецизирани уште 91 или 2 година. И во тој дел на колку албанци живеат во кој дел од териториите, зборувам и за Косово и за Албанија и така натаму, Македонија беа 240.000. 240.000? Да, 243.000. Зборувам сега за нивни документи. Значи полициска акција која што фаќа албански... Да, тоа е уште во времето на прогласување на Илирида, ви зборувам сега. Значи, господине Кецковски, да биме прецизни. На преговорите во Охрид 2001 година, албанците бараат 15%. Да биде границата која им ги гарантира овие права кои што сега се ги имаат суставот на Република. Да. А македонската страна беше 25%. И во текот на преговори е договорено да е негде околу 20%. Инаку по сите сознанија, наши сознанија кои што ние ги имавме е дека се во просек меѓу 17 и 18%. Денес, еден од големите команданти, во наводници еден од големите команданти од структурата на УЧК, за кого и неговите соборци велат дека бил командант кој се борел под Јорган Планина и кој денес е најгласен заговорник за таа коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ, е внук на човек кој бил поп во едно од македонските села во околината на Гостивар, тоа селото Дув. Еден познат политичар, подпредседател на партија, кој е многу голем гласноговорник на праење коалиција сегашна со Зоран Заев, е Шкрет. Точно така. Дедо му бил поп во селото Дув, а сега е голем албанец. Ма видите, парата буши каде бургија не иде. И викаше еден, за колку пари? Не за толку, за повеќе пари. Како оди процесот на гегоизација на македонците? На кој начин се спроведа тој процес? Видите, јас имам напишано дипломна студија
крваво досие. И еве јас... И што е есенцијата? Крваво досие за злосторствата што ги правеле гегите кога дошле на овие простори. Така ги егоизират македонците? Јас напишав 2 тома. Малку ќе бидат ако се напишат 50 томови за да се прикажат сите стравоти што ги правеле гегите на македонските етнички простори. Тоа ќе ви се крева, како што вика една русинка која била таму во средината на 19-тиот век во Гостивар, која го посматрала тоа што се случувало таму. Вели косата да ви се крева од тоа што го правеле, врз христијанскиот елемент. И видите сега, се јавуваат како поборници за, значи работеле против христијанството, а сега сакат да прават албанска православна црква, ви се молам. А разрушени илјадници цркви и манастири од нив, прво уграбени, па потоа уништени. Прва пауза за реклама, станете со нас, почитувани гледачи, погледнете ги рекламите, се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Колдмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ајде да го прифатиме тој факт, иако невелно дека Република Грција призна Република Македонија по таа референца по ранешна Југословенска Република Македонија. Меѓутоа, зошто Република Албанија, која толку се бори за правата на албанците на територијата на денешна Република Македонија, нас не признаа по таа референца? Добро, зошто, например, Албанија не ја призна Македонија под уставно име, бидејќи Албанија ја призна Македонија под референцата ФИРОМ? Што вие мислите, зошто Албанија не може или нема сила да ја призна Македонија под уставно име и зошто не сака да ја призна под уставно име? Па види, они секогаш имаат бројка од 9 милиони во Југославија, во бивша Југославија албанци. И не може да ги изнадат кај се. Бројката таа им е на нив коптирана. Сега зашто не е призната Република Македонија под уставно име? 48 година Енвер Хоџа имаше на пленумот негов и кажа на пленумот дека 800.000 во Албанија има неалбанско население. Ако ја признаеше Република Македонија под уставно име, ќе мораше да го прифати македонското малцинство кое што во Албанија и те не е толку мала бројка, некаде од 180 до 200.000 македонци има. Гора, Голо брдо, Пустец, Мала Преспа. Значи, Енвер Хоџа смета дека 180.000 кои живеат во Албанија се од неалбанско потекло? Над 800.000. Над 800. Во 48 година на пленумот. Над 800.000 неалбанско население. Збориме грчко, македонско, црногорско, српско горе. Значи, ако има некаде околу 3 милиони албанци, така? Да. Тоа значи дека од 800.000 ќе земеме половина, 40% од населението. Ники денес албанци во Албанија нема повеќе на пописот повеќе од 3,5-4 милиони, нели? Дури 800.000 се смета дека се иселени. Се намалува бројот на жители на Република Албанија. Тоа е факт. Значи, ја смета дека некаде околу 180.000 до 200.000 македонци живеат во Република Албанија. Да.
Изминалите 10 години се реализираше она стратегија Тајип Ердоган да биде лидер на муслиманите на Балканскиот полуостров. Во последните една или последните 2 години се реализира стратегијата Еди Рама да биде албански Тајип Ердоган, односно да биде лидер на сите албанци на Балканскиот полуостров. И тоа е едно од тие нуспојави на целиот конфликт или на целата таа конфликтност која сега се врзува за Република Македонија. Тој конфликт кој лебди во воздухот. Албанците се албанци или се муслимани. И дали е возможна на таква конфликтност или на таков конфликт и судир помеѓу албанците и помеѓу турците останатите муслимани. Знаете, кога беше пучот против Тајип Ердоган, ние објавивме информација, а објави и другите светски медиуми, дека во врвот на таа структура која сакала да го смени Тајип Ердоган и да издржи државен удар во Турција, биле албански генерали или генерали на турската армија со потекло од албанците на територијата на Балканскиот полуостров. И затоа денешна Албанија под раководство на Еди Рама всушност е центарот каде што во една точка или во една држава се сконцентрирани и структурите на Сорос и структурите на Фатула Гюлен. Затоа беше многу битно, повторувам, многу битно, сите албански политички партии да подпишат таа платформа и тоа посебно со однесо на партијата Беса, која исто така подписничка на платформата која е договорена во Тирана. Некаде пред 2 недели во весникот Сабах, кој гласило на АКП партијата на Тајип Ердоган, излага текст со наслов дека терористичката организација ФЕТО е инсталирана во партијата Беса. Тоа е всушност пораката на Тајип Ердоган до Еди Рама. И истиот Рама кој се фалеше со дронот пред 2-3 години што го направи оној инцидент на стадионот на Југославенската народна армија за време на преворот помеѓу Србија и Албанија, дронот со знамето на голема Албанија, нели се фалеше дека брат му бил, подоцна испадна дека не бил брат му Еди Рама, туку бил друг некој кој го пуштил тој дрон, а можеби брат му Еди Рама бил идејниот творец на целата таа конструкција, меѓутоа Еди Рама се фалеше со целата таа работа. Значи станува збор за човек кој веќе перманентно прави конфликти во регионот, посебно што сега очека една изборна кампања. Па не знаете како, значи договорот помеѓу ВМРО и ДУИ е струшен директно од Еди Рама, да, преку некои европски пријатели и од деловите од старата американска администрација, така да тоа не е тајна во дипломатски кругови, можете да прашате кого сакате, тоа ќе ви ги даде исти одговор. Ние имаме техничка влада во моментов, условно речено, кој има ограничени ингеренции. Имаме председател на држава, кој има полн легитимитет да може да функционира. Имаме фаличен устав, недоречен. Фаличен устав. Имаме закана за мигрантска криза. Да. Значи на чекање стојат 70.000 бегалци. Пролетва се ќе тргне. Значи 70 во моментот стојат на чекање според сите информации. Имаме 5 милиони се. Имаме кризирање на јужна граница, блокирање на јужна граница, очекување дека ќе кризира Грција. Имаме во Албанија 3000 терористи на обука. Во моментов. Да. На исто место муслиманско братство, ФЕТО или Фатула Гюлен и Сорос, центарот во Албанија. Тоа што требаше да биде Македонија. Нашиве треба да се свесни. Значи прво имаат охрабрување дека треба да си ја очистат државата од ѓубре. Прв пат има поддршка, еве, македонскиот народ. Ако сакаш, значи како народ од Доналд Трамп, од новата администрација американска, нема странска интервенција, нема шанси во Македонија. Тие фрчковци што чекаат тоа више да забораат. Че кога некој свесно да е турка Македонија сега кога некоја драматична политичка, па дури безбедносна криза. Ако ние имаме информација дека 3000 луѓе се во тренинг камповите во Албанија, ако Албанија е спонзор на оваа платформа, ако тие 3000 луѓе Доналд Трамп ги означува како најголем противник на Соединетите американски држави, тоа се луѓе од исламските структури или од тие радикални структури кои сега тренираат во Албанија. Ако има колумнисти и аналитичари во Република Македонија кои велат каде се сега луѓето од таа туѓа држава, нели се мисли на Албанија, да интервенираат, значи некој заговара интервенција, значи некој заговара безбедностна дестабилизација на Република Македонија. Ние 2 години живееме во услови на безбедностна дестабилизација. Така да тоа веќе не е некоја новост за граѓаните на Република Македонија. Она што загрижува, она што е реално факт во Република Македонија, што се случува на терен. Би го карактеризирал со една многу проста реченица. Да изгледаше генералниот секретар на НАТО и да кажеше: формирајте влада во Република Македонија согласно Уставот на Република Македонија, согласно Охридскиот рамковен договор и сето она што произлезе од него. Немаше да има никаков проблем во Република Македонија.
Значи, ќе се сочуваше Уставот на Република Македонија, ќе се сочуваше политичката стабилност на Република Македонија и сето она што го носи со себе мирот и стабилноста на една држава и што возможува и што дава основни претпоставки за економски развој. Меѓутоа не, они велат не, нема да направите таква влада, ќе направите оваква влада. Нема да направите влада која ви одговара вам, ќе направите влада која не одговара на нас. Нема да направите влада согласно Уставот и законите на Република Македонија и договорите кои ги имате претходно, туку ќе ги срушите сите значи работи кои стојат на пат, и Уставот, и рамковниот договор, и мајскиот договор, и направите влада. Па еве, јас реков, пак ќе повторам. Дали во новонастанатата состава му е потребен бадентер на македонскиот народ? Замислете. Па дуи се бореше победниците да ја формираат владата на Република Македонија не од други причини, туку да се спречи управувањето на еден народ со друг народ. Сега доаѓаат во ситуација тие како малцинство, како народ, да управуваат врз македонскиот народ во македонската држава. И гледате кој е тој парадокс, почитувани гледачи. Човекот кој требаше, ако бевме нормална држава, ако светот беше место кај што тие луѓе кои прават злосторства се осудувани и гнијат во Хашкиот трибунал, значи Али Ахмети, човекот кој едва испаси глава да не биде обвинет поради тие хашки злостори, сега всушност бара македонскиот народ и македонската држава да бидат прогласени и окривени како геноцидни. Мислите, гледате, човекот кој беше амнестиран за хашките случаи, за се оно што се чуваше 2001 година во Република Македонија, тој е фронтмен на платформата да Македонија, меѓу другото, за 12 години, од 44 до 56 година, биде осудена како геноцидна држава. Ете, човекот кој е амнестиран од македонскиот парламент и со ваше гласање, кој требаше да лежи во Хаг, ако беше Македонија правна држава, и ако беше свет кај што правото и законите се почитуваат и не ги наметнал посилниот, тој човек сега е фронтмен на оваа платформа или фронтмен во рамки на Република Македонија, кај што Македонија треба да биде прогласена како геноцидна држава. И сега вака, значи, прво не гласа. Кој му го дозволува, кој му го дозволува тоа? Тоа е парадоксот на Македонија, знаете како? Оние што сте ги ослободили од обвиненија за сериозни злосторства врз граѓаните на Република Македонија, да ви го креираат животот и да ви кажуваат што е добро за вас. Ајде да анализираме две изјави. Изјавата на Хашем Тачи, кој вели дека албанците во Македонија треба да ја земат судбината во своји раце, и изјавата на Еди Рама, кој вели дека не може да постои Република Македонија без албанците. Бидејќи Европската Унија не се дистанцира од тие две изјави, посебно од изјавата на Еди Рама и посебно од платформата на Еди Рама, можете да претпоставите, почитувани гледачи, каков голем геополитички дефект може да се случи на територијата на Европа или каква голема геополитичка катаклизма може да се случи внатре во структурите на Европската Унија. Ако ЕУ или Европската Унија не се дистанцира од тие две изјави, посебно делувањето на Еди Рама, можеме да претпоставиме што ќе прават русите и што ќе прави руската надвршна политика во однос на Естонија, Литванија и Летонија. Тоа е картата на која игра денес Република Македонија и тоа беше многу јасно предочено на госпоѓата Могерини за време на незината овонеделна посета на Република Македонија и средбата со официјалните македонски власти. Иако ЕУ не се дистанцира од Еди Рама и му се дозволи да ја дестабилизира Република Македонија, тогаш кој може да го спречи Путин и да ја спречи Москва да ги дестабилизира Летонија, Естонија и Литванија? Се гледате, господине Бојда, имаме воен криминалец, Хашим Тачи, и човек кој сака да биде Ердоган албански на Балканот, Еди Рама, всушност сака да ја креират политичката клима или политичките разврски во рамки на Република Македонија. На жал се приклучуваат и други Ердогани, ево, додека имаме Ердоган, Заев. Се приклучуваат кон таа вистина. И кај ќе биде па тој Ердоган? Да не биде, да не источат до крај, да не отфрлат целосно.
Можеме да правиме најразлични анализи, почитувани гледачи. Меѓутоа, суштината на тоа што денес ни се случува во Република Македонија е класичен судир на две многу мокни структури кои потекнуваат од таа страна на океанот, потекнуваат од Вашингтон или Соединетите Американски држави. Денес во регионот, посебно во Република Македонија, на едно место се конфронтираат структурите на ЦИА и структурите на Пентагон. Структурите на ЦИА кои се под контрола на поранешните политичари Барак Обама и Хилари Клинтон и структурите на Пентагон зад кои стои Доналд Трамп. Таа војна која денес се води на територијата на Република Македонија се води на територијата на Соединетите Американски држави. Некаде кон средината на февруари и пред неколку дена во Стејт департментот е направена вистинска чистка. Всушност се затворен 7-миот спрат на Стејт департментот преку кој се реализирани сите шарени револуции во светот. Во моментот Македонија е позначен стратешки партнер за Трамп во споредба со Албанија. Да. Не, Албанија е опасноста за администрацијата на да бидеме, ти си попрецизен за проектот да ја направиме Америка голема, односно да ја очистиме од Албанија голема. Од ѓубрето естаблишментско до сега што е оставено, а Албанија е дел од проблемот. Бидејќи таму, таа е земјата каде што последен стапна бившиот директор на ЦИА, бараше од својот штитеник Еди Рама да ја дестабилизира ситуацијата на Балканот, за да може пак да ќарат некое време, па да организираат конференции, па да менјаат влади, па све, што поише хаос да се направи, за да може овој да биде неуспешен. Или да го натера да се инволвира пак у интервенции странски и тоа. И затоа е пуштена таа платформа. Нели ви се чини дека во моментов, во Македонија, ајде да не си даваме преголема важност и значење, иако реално, де факто Македонија е срцевината на целото тоа делување, меѓутоа барем да речеме во регионот на сцена е конфликт помеѓу ЦИА и Пентагон. Тој конфликт кој всушност ги реши изборите во Америка, сега се случува во Република Македонија. Го гледаме тој конфликт. Всушност ЦИА, која се залагаше за сите овие промени или сите овие политички разврски во Република Македонија, на друга страна Пентагон, кој стоеше зад кампањата на Доналд Трамп, структури на Пентагон, военото разузнавање, така натаму. И сега, знаете, кога се повикува интервенција на НАТО или интервенција на одредени војни структури да интервенират во решање на политичката криза, се заборава дека начело на тие војни структури сепак американски генерал со 4 звездички. И дека тој конфликт ЦИА и Пентагон некој можеби многу подобро од нив го има пресметено, го има проценето. Мака она што генерално се случува кога станува збор за платформата од Тирана и сето она што се случува во овој момент во регионот, односно распалување на националните страсти, односно враќање на регионот некаде од почетокот на 90-тите години. Во суштина е пренесена борбата помеѓу двете групации од Соединетите Американски држави само овдека на нашиот терен. Старата администрација во ликот на Барак Обама сакаш да направи што поголеми проблеми во регионот и да му ги остави во наследство на новиот председател. Ајде да направиме една мала политичка анализа, почитувани гледачи, на тоа што е клучен настан изминатата недела, а тоа е одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов да не му го додели мандатот на господинот Зоран Заев. Таквата одлука Ѓорѓе Иванов ја носи во средата, значи еден ден пред посетата на господјата Могерини на Скопје. Како резултат на таа одлука на Ѓорѓе Иванов, македонските аналитичари, македонските колумнисти и македонските политичари, блиски на македонската опозиција, побара интервенција на НАТО структурите на територијата на Република Македонија. Еден ден после одлуката на Ѓорѓе Иванов и барањето на дел од македонската политичка елита за интервенција на НАТО структурите на територијата на Република Македонија, се случува еден настан кој беше пренесен само од некои македонски портали, меѓутоа таа вест воопшто не беше ниту соодветно третирана, ниту соодветно објасната пред македонската јавност. Јас ќе се обидам да ја цитирам таа вест, која вели дека началникот на генералштабот на АРАМА, генерал подполковник господинот Методија Величковски ја предводи делегацијата на АРАМА која престојува официјална посета на командата на армијата на вооружените сили на САД во Европа со седиште во Висбаден, Германија. Што тоа значи, почитувани гледачи? Тоа значи најмалку 3 работи.
Прво, НАТО структурата може да интервенира на територијата на Република Македонија само со поддршка и со помош на Пентагон, бидејќи која друга војна структура би можел генералниот секретар на НАТО да испрати да интервенира на територијата на Република Македонија. Војската на Чешка, на Словачка, на Шведска или на Норвешка може да испрати само американски структури стационирани во Бонстил и во Авијано. Второ, Пентагон не само што не планира да интервенира на територијата на Република Македонија, а без американската војска, НАТО на територијата на Европа е една безопасна организација, туку го прима во официјална посета началникот на генералштабот на македонската армија. Бидејќи во изминатите 12 месеци врховниот командант и председателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов изврши серија на чистки и на кадровски поместувања по врвот на структурата на македонската армија, тоа значи дека армијата е под контрола на Ѓорѓе Иванов, тоа значи дека началникот на ГШ е под контрола и човек на Ѓорѓе Иванов, како тој е примен од војната структура на Пентагон, кој делува на територијата на Европа. Тоа сушно значи дека на еден индиректен начин американскиот Пентагон и Доналд Трамп и неговите структури стојат позади одлуката на Ѓорѓе Иванов како да биде разрешена политичката криза во Република Македонија. Затоа го постави прашањето дали луѓето се свесни дека станува одбор за класичен удар помеѓу Пентагон и ЦИА. Што е разликата во однос на 2001 година? Разликата што тогаш немаше конфликт помеѓу Пентагон и ЦИА на територијата на Соединетите американски држави. Сега го има тој конфликт да летнат авионите од Авијано, како што лета која бомбардира Сарајево Југославија, или да бидат искористени базите нивни или војниците или структурите кои ги имаат во Бонстил, согласност треба да е шефот на Пентагон. Шефот на Пентагон. Последно Доналд Трамп. Доналд Трамп. Мислам, видите, они не разликуваат ни промена на конјунктура во светска политика, не разликуваат ни промена во американска политика. Не, знаете како, не можат мирисот на новото време да го разберат. Јас напишав пред некој ден и дури мислам дека некаде не знам некаде изјавив ние како генерација имаме значи некаде. Знаете како велат, обично не е добро кога сте учесник во многу големи случувања. Ние како генерација, на среќа или на жалост, имаме шанса да учествуваме во промена на две историски епохи. Значи имаме време, имавме значи како луѓе го гледавме значи промената на едната историска епоха, односно падот на Берлинскиот зид. И сега учествуваме или сме учесници на најдиректен начин или гледачи, луѓето исто така што живеат со нас ги доживуваат тие работи на промена на епохи, меѓутоа во еден сосема спротивен смер. Значи се распаѓа митот за големата империја. Соединените американски држави менуваат својата политика. Начинот на делување на таа голема. Начинот пред некој ден дури председателот на Соединените американски држави во Конгресот сосема јасно изјави. Нема мешање во внатрешни работи. И оставаме на народите сами да се изберат начинот на кој ќе сакаат да живеат. Ние треба да бидеме најдобри и најуспешни и оние кои сакаат со нас нека повелат, нека ги следат нашите вредности. Ние немаме проблем со такви американски вредности. Ние имаме проблем со вредностите кои сакаат да ни се наметнат како култура на живење која не е својствена на нашиот простор и на нашиот менталитет. Ние имаме проблем со вредностите кои сакаат на сила да се наметнат 2 години. Се служуваме. Тука е целата работа. Се служуваме. Да се вратиме на платформата. Ако ние сме геноциден народ, ако ние сме геноцидна држава, ако ние сме држава која извршила геноцид врз албанското население кој живее на територијата на Република Македонија, тоа значи две работи, почитувани гледачи, дека албанците би биле многу побројни ако ние не би извршиле геноцид врз нив, и втората работа, тоа значи дека албанците се тука староседелци, а ние сме окупатори. И всушност ние како окупатори со поддршка на тогашната Југословенска народна армија, на структурите на УДБА, на КОС, сме извршиле геноцид врз нив и дека кога тоа не сме го направиле, тие всушност требале да формираат своја држава барем на пола од територијата на денешна Република Македонија. Ако ние сме измислица на Коминтерната, ако според албанските тоа се оние нивни тези кои ги пласираат по социјалните мрежи, подредени квази историски научни собори и така натаму, дека ние сме или нешто што наликува на бугари или нешто што наликува на срби и дека нема автохтона македонска нација, туку како не велат артифицијална македонска нација, македонски народ, тоа значи дека ако врз нив е вршен геноцид, а ние сме вештачки, всушност они се господари на оваа територија. Тоа сакаат да го докажат. Ем се постари, ем се господари, ем ти си дојден и наводно, како што веле во 2001 година, си окупирал нивната албанска земја. Тоа сакаат да ти го потврдат сега со документ црно на бело. Четврто или петто комунике беше,
кај што велат да ги избркаме Слава македонците, нашите вечни историски огништа. Ете така. Сега тоа сака црно на бело да ти го постигне со документ кај тебе во собрание, со резолуција. И со подписи на македонски партии. Да, со подписи, со се. Комплет. Ние да се сложиме, со самото тоа и ние се ставаме во самите себе ќе се прогласиме за геноциден народ. За да може да ја продаат целата ова приказна, дека тие се експлоатирани или дека тие се екзекутирани, а дека ние сме геноцидна творба и геноциден народ, некаде пред 5 или пред 6 години албанците почна да ја пуштат приказната дека 1912-1913 година кога турците се повлекуваат од територијата на Скопје, Скопје де факто е ослободено од страна на качачките банди на Хасан Приштина, кои делувале или дошле да го ослободат Скопје од територијата на денешно Косово. Дали да вистина врз албанците извршен геноцид во период 12-56 година? Конкретно за бројки. 1926 година Скопје, градот, се прави, не се прави попис, се прави проценка, значи сега година се проценува колку има население, така функционирало, кој завод за статистика што е денес. Колку умират, колку се раѓаат, колку се доселуваат. Имаш во 1926 година вкупно население 69.269 жители во градот Скопје, од кои 42.072 жители се македонци, 24.480 се турци. Албанци имаш 1790 жители во градот Скопје во 1926 година. Значи не се ни... Слаб со математика, али процент ако можеш да извадиш? Па 10% е некаде околу 6,600, значи од 6.600 ова е некаде на третина, значи 3% од прилика албанци имало во Скопје. Толку имало во градот Скопје, кој во 2001 година се обидува да го направа двојазичен. А Скопје им е битен, пошто Скопје беше седиште на тој косовски вилред, нели, што они го нарекуваат, и затоа они ја продаваат таа приказна дека Скопје е ослободено од албанците 1912-1913 година, нели кога турците се повлекуваат во балканските војни, дека албанците доаѓаат и го ослободат Скопје, и оние го градат наративот на целата таа приказна на градот Скопје, нели. Па дури новите трендови на албанците на изборите на 11 декември се скопскиот и комновскиот крај. Се уште во Тето, во Гостевар, тамо доле Дебар победува партијата на Али Ахмети, а ова ново јадро, да речеме, или оно ново движење на албанците во Кумановско-Скопскиот. Еве ти конкретно извини за Кумановскиот крај. 1921 година 111.682 македонци, 25.097 албанци имаш. Значи збориме за цел 1921 година. Тоа е 6:1. Да. Тоа што можам да го видам. Да. 6 македонци на еден албанец. Така. Албанците се фала дека 1912 година тие го ослободиле Скопје. Значи нема никаква борба, нема никаква испукан куршум во Скопје. Секој лага, повторувано илјаду пати станува вистина. Па више ако го имате во учебници, дека тоа се пишува као дека албанците го ослободиле Скопје. Скопје го ослободиле. Ако го ослободиле нивно е. Да, тогаш значи они тука биле тие кои што биле оние кои што се... Значи они се враќаат на своето, да. Инаку зашто би го ослободувале? Па нормално, значи, ама токму тоа, а документи, никој не верува, документите го зборуваат сосема спротивното. Дека нема никаква врска од било каква борба. Нема испукан куршум во Скопје. Ите Србо, они имат неколку фази. Например, прво беше приказната дека Скопје било ослободено од албанци, која некаде пред 5-6 години се протна преку одредени историчари во македонската јавност. А подоцна дојде со теза дека треба да биде формирана албанска православна црква и дека всушност албанскиот православен Ерусалим во Македонија треба да иде на манастирот Свети Јован Бигорски, дека тој е направен со албански православни пари и сега ова е третата фаза. Значи они си имаат фази. Ништо кај нив не е случајно паднато. Апсолутно ништо случајно. Значи тоа се точките кои ги, значи ти фаќа историски момент, ти фаќа духовен момент, и на крајот сега ти самиот те тера да си подпишеш дека си геноциден народ, усвари да се укинеш, да се понижиш. Ако сме ние геноциден народ и дека во таа геноцидна фаза која трае 1912-1956 година, 1944 година, тој геноциден народ во наводници формира геноцидна држава. Бидејќи не може геноциден народ да формира негеноцидна држава. Значи, на основ е формирана Македонија како геноцидна држава. Ако не се вршал геноцид врз албанците, они би биле побројни и не би имало македонски асном, би имало албански асном. Албански асном би имало. Джемо Хаса би го водел, на пример. Да.
Некаде пред 7 години имав емисија за Джемо Хаса, еве 3 или 4 минути парче од таа емисија која беше посветена на Джемо Хаса. Мислам дека тоа е срцевината на целиот проблем и на се оно што денес се случува во Република Македонија поврзано со таа платформа на албанските партии, координирани од албанскиот премиер господинот Еди Рама. За мене Джемо Хаса е персонификација на поделена Македонија. Групчин подмоле линијата. Ова страна ја добиваат бугарите, таа страна на балистите на албанците. Тоа за мене е персонификација Джемо Хаса. Што е за вас персонификација Джемо Хаса? Борец за правата на албанците, а јас мислам дека ако борец за голема Албанија? Не, ако зборите за Джемо Хаса, мислам дека ќе најдете и доста постари македонци. Значи ќе најдете доста и неалбанци во таа територија кои живееле во тоа време. Не зборувам за гледате колку ми го избегнувате одговорот. Значи јас ви велам, за мене Джемо Хаса е персонификација на албанскиот фашизам и на борец за голема Албанија, а ви ми велите вас така ве учили. Меѓутоа јас ве прашам уште една работа. Ако Джемо Хаса тврдам дека не. Добро, зашто се борел Джемо Хаса? Се борел за личната слобода. Ама кој го затварал него во време на окупација? Джемо Хаса на српска окупација. Господине Рушити, во време на окупацијата 41-44 година, значи на Втората светска војна. Човекот пред 41 и 45 се бунтувал. Ама ние говориме за 41-44. Значи не говориме за српско, не говориме за Мара Бунева. Говориме за Джемо Хаса и балистите 41-44 година. А кој бил од 41 до 45 кој бил власт? Италијаните, били италијаните и германците. И јас ве прашувам, ако Джемо против кого се борил? Джемо Хаса нема ни една борба против италијаните и против германците. Кажете ми една борба. Еден загинат албанец од 41 до 44 година во борба против италијаните и против германците, кои се фашистичка власт во Македонија. Нема. Джемо Хаса се борел против партизаните и тоа треба да го знаете. Да. Германците се повлекоа од Македонија на 16 ноември 44-та. Джемо Хаса се борел против партизаните поради идеологијата, а не поради етничката припадност. Значи, ова треба да го разјасниме. Значи, ако зборуваме за фронтална војна помеѓу антикомунистите и комунистите, односно партизаните, тоа е сосема друга работа. Јас ви зборувам за квалификациите кои се дават за ликот на Джемо Хаса, кој е погрешен. Рушити, партизаните се борат за независна Македонија. Ако партизаните се борат за независна Македонија и се борат против Джемо Хаса, зашто се бори Джемо Хаса? За голема Албанија. И на таков човек сакате споменик да му направиме во Гостивар? Се извинувам. Тоа е некоректно. Зар не ви е срам пред крвта на македонците кои гинат во битката со Джемо Хаса, вие да барате споменик на Джемо Хаса? Добро, сега во тоа време доста крв и на албанците се пролеело. Јас мислам дека треба од кого? Да се треба да се од разни страни. Сега зборуваме за еден период во дедо ми се борел за независна Македонија, не бил комунист и се бореше во Кичево против Джемо Хаса. Што не е оспорено и треба да се почитува. И ве барате се на Джемо Хаса споменик. Треба да се почитува и тоа за што се борел дедови. Господин Атем, вие сте председател на местната заедница во село Симница. Да. Ова е родното место на Джемо Хаса. Да. Тука некаде на 20 метри позади нас е споменикот негов изграда некаде пред 4 години. Така. Кој го гради, како е изграден? Од народот. Ова го градил народот. Мислам албанскиот народ. Тука од населаните село и ван село што се населени во Гостивар. И колку веќина ви споменуваха, доста грандиозен, околу 3,5 метри висок, до 4 велат некаде околу 30.000 евра. Негде 27-8 милијади тука било. Која година го поставувате? Мислам да пред 3 години. И не ви правеа властите проблем? Ништо. До сега нема никакви реакции? До сега ништо нема, ни противници, ни се жалил некој, нити па рекол некој зашто да се гради тука. Добро, може лично да ја прашам, ама баш искрено сакам лично да ја прашам. Значи, Јукан Тарчуловски ја бранеше македонската држава. Направил тоа што направил во Љуботен, лежи 12 години во Хаг. Што мислите? Како ги сватат албанците? Значи, човекот кој ја бранил македонската држава, ако му направиме една улица или една биста во Љуботен, како ќе реагират албанците? Па мислам дека Јохан Тарчуловски е осуден од Хашкиот суд и јас не сум припадник на Джемо Хаса е осуден од историјата. Од Малковски кој ја пишува сега енциклопедијата. Ама не Малковски, господине Рушити. Значи германците собраа храброст. И на 60 годишнината, и на 60 годишнината од НОД отидоа и се поклонија
и се откажа од фашизма. Единствено албанците го величат Джемо Хасо кој бил фашист. Нема врска. Мислам дека албанците се генерално анти-фашизмот и антинацизмот. После капитулација на Италија, 1943 година, фашистичка албанска творба, предводена од Джемо Хасо и Мефаил, се влазва во Западна Македонија. Така е. Историјата ги има означено албанците во Западна Македонија како дел од квислиншка фашистичка конструкција. Да. Они сакат тој дел од својата историја да го сменат и да ни наметнат кукавичко јајце дека ние сме биле геноцидни во однос на нив. А ние бевме на страната на антифашистичката коалиција, на победничката страна. Тие беа на страната на носката. Тоа е историски факт и нема бегање од тоа. Во две изјави дадени изминатите 3 дена, Руското министерство за надворешни работи предупредувачки апелира, па дури вознемирувачки апелира дека се подготвува стратегија за формирање на голема Албанија, дека тоа што денес се случува на територијата на Република Македонија е дел од таа фаза на тоа сценарио за формирање на голема Албанија и како носители на тој проект ги означува Еди Рама и косовскиот премиер Хашим Тач. Видите, значи суштината е следна, дека албанците би требало да бидат конститутивен народ, бидејќи по бројност би били исти ко македонците, но не се бидејќи врз нив е вршен геноцид, што значи дека биле истребувани. Ако не би били истребувани, ако не би бил вршен геноцид, тогаш Македонија не би била граѓана, односно држава на македонскиот народ, туку била држава на граѓаните. И тоа е суштината. Македонија да се претвори во држава на граѓаните, а името на државата да биде Граѓанска република Македонија. Секој кој разбира политика гледа дека тоа е правецот во кој се движат работите. Тоа е само навидум така изгледа, Граѓанска република Македонија. Не, во правецот е поделена Република Македонија помеѓу припадниците на делот од албанскиот народ што живее во Република Македонија и она што другото што ќе остане каде што припадниците на македонскиот народ и другите национални заедници живеат заедно. Што е крајната цел на целата ова стратегија, на целото ова сценарио? Уништување на се оно што наликува на Автономска Македонија, чии темели се ударени на 2 август 1944 година. Првата фаза на рушење на Автономска Македонија беше рамковниот договор од 2001 година. Втората фаза е сегашната платформа која е потпишана од 3 албански партии кои функционираат на територијата на денешна Република Македонија и чии спонзори покровител е господинот Еди Рама или главниот човек на поранешната ЦИА и на поранешните крупни играчи на меѓународната сцена Барак Обама, Хилари Клинтон и Џорџ Сорос. Ако се прифати таа теза дека извршен геноцид врз албанците во период од 1912 до 1956 година, што е јасно? Факторирање на една геноцидна политика која се води кон албанците и создавање на македонците како вештачка нација. Тоа ли всушност сака да ни окажат? Па предпоставувам ако навлезеш подлабоко да го анализираш прашањето, ќе стигнеш до такво нешто, дека се создала држава со цел да се доврши геноцидот врз албанците на овие простори. Малку е смешно. Не е смешно многу, пасивно, ќе ми дозволите. Ако е јасно една фаза или сегмент на геноцидна политика, па 2001 година го би јасно со преговорите за рамковниот договор. Па ова платформа го бие рамковниот договор со кој се би јасно. Тоа значи дека со ова платформа треба да биде поништено све што од 1944 година прави. Темелите се уништат. Апсолутно темелите. Тоа значи дека во Македонија не живеат македонци, туку живеат граѓани. Тогаш ќе биде лесен пасот или лесен влезот да биде формирана држава со име Граѓанска република Македонија. Кој живее во таа Граѓанска република? Граѓани на таа и таа држава. Што е всушност суштината на таа платформа албанска? Бидејќи таа платформа треба всушност да го претрка можниот попис во Република Македонија. Бидејќи со таа платформа треба во уставот на Република Македонија и во правниот систем на Република Македонија да бидат инсталирани сите овие права на албанците. Трансферирање на Република Македонија или трансформирање на Република Македонија во двојазична, трансформирање на Република Македонија во држава која нема да биде унитарна држава или држава на македонскиот народ. Влез во проблемот или во процесот на менување на името и така натаму. Ако има попис, ако се покаже дека албанците се по 20%, сите тие работи ќе паднат во вода. И всушност со оваа платформа се сака да се купи време и сето тоа да биде завршено пред евентуален попис во Република Македонија. Па, само ја погледнете денешна изјава на Еди Рама и на
Хашим Тачи, работите ви се јасни. Значи пораката е следна. Ако ги нема албанци во Македонија, нема Македонија. Еве го прашаме контра, едниот и вториот. Едниот, вториот и воен злоставник. Помеѓу другото. А без македонци има ли Македонија? А без Срби има ли Македонија? А без турци има ли Македонија? Знаете како? Охридскиот рамковен договор, кој помеѓу другото ги реши проблемите во Македонија на одреден, можеби нетипичен или атипичен начин, како форма на демократија, донесе мир во Република Македонија. И сега имаме ние ситуација каде што тој условно кажано мир или тој рамковен договор преточен во амандмани да го рушат оние кои на некој начин учествуваа во создавањето на рамковниот договор. И тогаш таа рамка им беше доволна. И сега одеднаш се бара да се напушти рамковниот договор. Знаете како? Тој што го правеше сега бара да се напушти, да влеземе во една, условно кажа, да искочиме од рамките на Уставот на Република Македонија, да направиме хаос во државата, да му наметнеме решенија на македонскиот и на припадниците на другите народи кои живеат во Република Македонија, само за наш интерес. Па кој би му го дал тоа ексклузивно право на некому да управува со друг? Мислам, просто некои правила мора да се почитуваат. Зошто, како и во какви фази беше реализирана таа операција за издавање 150.000 државјанства на албанци кои се родени на територијата на Косово, односно не се родени на територијата на денешна Република Македонија? Добро, што е со тие 150.000 државјанства? Вие сте живеели на Косово. За среќа бев јас и следеле тој процес, нели? 94 година бев во општинска пописна комисија во Газива. И точно се сеќавам дека во јуни месец имаше огромен застој на пописот дали ќе биде или не. И тогаш јас знам дека се 118.000 или може и 150 да се после накнадно, затоа што се отворија канцеларии за издавање на државјанство во во Скопската Црна Гора во селата за 10 или за 20 души луѓе одеа да им даваат државјанство. Овде ќе им ги делеа преку ноќ државјанството за да успее пописот. И тогаш се формира она процентот на албанците. Значи, почнавме да работиме на процентот колку се албанците да се приброиме. Еве потврда на еден од тогашните врвни албански политичари кои делува во Република Македонија како е реализирана таа операција за издавање на 150.000 државјанства и која е последицата на целиот тој процес. Што се тие 150.000 државјанства? Фама кој се подгреа пред сите избори или лејарност во рамки на Република Македонија? Сигурно 150.000 граѓани по потекло надвор од Македонија го оствариле правото да имат државјанство на Република Македонија. Низ еден процес и постапка предвидена со закон, низ овие 10, 15, 20 години и тоа е сосема разбирливо. Така за вас таа бројка може да биде и 150? Може да биде. Дури Насер Зибери, например, признава дека се дадени повеќе од 100.000 државјанства. Тоа биле не 93-4 година кој што се збори, туку некаде од 98-99 година. Меѓутоа ни они самите не крие дека повеќе од 100.000 луѓе кои немале македонски државјанства во моментот на формирање и прогласување на независна македонска држава добиле државјанства. И добија. Тоа беше договор со партиските лидери. Тоа беше договор и со елитата владе, која владееше во Република Македонија. Киро Глигоров требаше тогаш да каже зошто беше приморан да ги дава тие државјанства. Тука беше и се даваа државјанства во МВР. Прчковски треба да исто да каже како ги даваа државјанствата, што ги дава. Суштината на се оно што се случува малку подлабока, почитни гледачи. На територијата на Балканскиот полуостров постојат некаде помеѓу 150 и 200.000 албанци кои имаат државјанства во најмалку 3 балкански држави. Тоа е Република Албанија, тоа е Република Косово и тоа е Република Македонија. Тие 150 до 200.000 албанци кои имаат државјанства во 3 држави учествуваат на изборите во сите тие 3 држави. И всушност преку тие 150 до 200.000 албанци се влие на резултатот на изборите во Косово, во Албанија и во Република Македонија. Дел од тие луѓе гласа на изборите на 11 декември, најголем дел од тие луѓе што гласа на изборите на 11 декември гласа за партијата на Зоран Заев. Значи, тој попис вие сметате дека освен што се давале 118 државјанства, дека во голем дел албанци се попишуваат во исто време и во Косово и во Република Македонија. Па и тоа е еден дел, да речеме, и 2001 година кога беше војната.
албанците од Рачиново одеа да се попишуваат во Албанија како бројка. Нели ги одеа со карвани, со конвои од Рачиново, другиот со автобуси на граница на Блаце одеа и тие кога се вратеа без обележја. Само ги пуштаа камионите да влезат назад во Скопје. Господине Бојда, дека тоа е некоја сива зона. 150 до 200.000 албанци кои се попишуваат и во Косово, и во Албанија, и во Република Македонија. Дека располагаат со двојни, па дури со тројни држављанства. И дека всушност таа некоја сива зона од 150.000 гласачи ги определува изборите во Косово, и во Македонија, и во Албанија. Дека постои тука некој и изборен и национален, односно пописен инженеринг. Па мислам дека треба да ви биде јасно, нити во Косово има извршен регуларен попис, нити во Република Македонија. И во Косово ќе почне пописот и после се бойкотира, го бойкотираат тие самите во Косово. Албанците. Затоа што кажуваат дека се 2 милиони, а да се избројат немаат 2 милиони, па мајка Јана да е. Сами да ги броеш еден по еден. Сега стравуваат од пописот. Зашто стравуваат? Затоа што имаме граници затворени. Тогаш немавме граница затворена, идевме со лични карти. Може денес вама, утре вама да се попишат. Јас, да речеме, бев одговорен за Дижонска и на една адреса, се не е битно, не ми текне која, во општинската пописна комисија се попиша 17, а дома само 4. И се тие што дојдат да ги попишуваат, века, вала ја, ту ми е дете, ама на работа, на ова, на она. А дома, кога дојдоа пописивачите, само 4. На Дижонска, кај што јас тука живеам на Џон Кенеди. Значи, нешто им беше наговестено дека треба да се пребројуваат. И ние тоа им го дозволивме да се пребројуваат. И што е финалето тамо некаде на хоризонтот на целата оваа операција за разнебитување на Република Македонија, тоа е името на државата. Името не треба да биде сменето во Северна Македонија. Според мене, мислам дека постои стратегија името на државата да биде сменето во Граѓанска Република Македонија. Кои се жителите кои живеат во Граѓанска Република Македонија? Тоа не се македонци, туку тоа се граѓани на Граѓанска Република Македонија. Ќе одам и чекор понатаму. Прашањето на името на Република Македонија во Обединетите нации се води како безбедносно прашање. Знаете, и ако тој народ, од кај што произлегува името на државата Република Македонија, е геноциден народ, и таа држава е геноцидна држава. Имаме проблеми, ви реков, во тоа е сериозен проблем. Затоа ви реков, значи, евентуалното усвојување на платформата може да и направи такви проблеми на Република Македонија во незиното натамошно постоење и развој, да останат граѓаните на Република Македонија може би во овој момент не се свесни. Меѓутоа последиците би можеле да бидат во однос на името, скоро сигурно, би можеле да бидат во однос на идните односи, односно начинот на внатрешното уредување на Република Македонија од аспект оно што се зборува, кантонизација, федерализација и се друго што носи, затоа што после една година ќе ни кажат како мислите вие да живееме ние со вас, па вие се геноциден народ. Да. Значи тоа е следната политичка аргументација која ние би ја доживееле во случај ако дозволиме работите да се развијат. Или ќе одат во друг правец, направење хибридна нација и правење хибридна држава со амалгирање на сите тие разлики, нели тоа го пробуваат преку Зоран Заев, нели кога македонците, албанците со оние заеднички знамења врзани, нели прават всушност вржува и српски застави, мислам, што ви кажам, чудо. Праќаат слика дека всушност стана збор за граѓани на Република Македонија, ако се влезе во еден таков процес, пошто има две можности. Едната можност е се влезе во процес на кантонизација, процес на делење, процес на формирање на голема Албанија, вториот процес е процес на една, ајде како да би ја нарекле хибридна нација и хибридна држава, и тогаш била граѓанска Република Македонија со граѓани кои живеат во Република Македонија. Вака, значи да рачистиме. Станува збор за невидена манипулација во однос на македонската јавност и за сликите кои произлегува од претходните настани пласирани во меѓународната јавност. Знаете како? Ви доаѓа во Куманово на митинг овој нивниот албанец што зборува и зборува за дека они ќе донесат живот во Република Македонија, национално помирување и слично. И сега, што ќе правиме со протераните од Липковскиот, од Куманово-Липковскиот крај?
Па тој што сака да ги помери граѓаните на или од Рачинов. Значи, уште не се врати ни никој. Тој што сака да ги помери, значи вистински граѓаните, тој ќе отиде кај сопствениот народ. Па ќе им каже, што правите вакви работи? Дајте луѓето кои ги протеравме 2001 година да ги вратиме назад. Ние морамо да заедно живееме и слично. А не вие ќе ги протерате на некој начин, ќе го легализирате протерувањето после 20 години и на крај ќе сакате тоа да го заверите со печат. Извинете, моа. Па кај тоа поминува? И други ќе се обвинети за геноцидност. И сега ние некој друг ќе биде геноцида, а нашите се протерани. Кога пред изборите на 11 декември се водеше онаа кампања дека Зоран Заев сака да ја разнебити или да ја федерализира Република Македонија, неговите пиар експерти измислија нова стратегија со која се спротивставија на таа стратегија дека Зоран Заев де факто сака да ја федерализира Република Македонија. Суштината на новата стратегија беше дека, на пример, на Рачинова нема е потребна федерализација, туку му е потребна канализација. Тие две стратегии се судија на изборите на 11 декември. Јас воопшто не сакам да судам или да ценам која од тие две стратегии е подобра за еднината на Република Македонија, само ќе ви презентирам снимки што се случува со објектите на Македонската православна црква токму во тоа село Рачиново, на кое нема е потребна федерализација, туку е потребна канализација. Ништо во историјата, почитувани гледачи, не се менува, па и тоа што денес се случува во Република Македонија има своји корени во историјата. По победата на Доналд Трамп во Америка, носител на операцијата за разнебитување на Република Македонија и платформата Неди Рама е британската држава и британските тајни служби. Историјата никош всушност не треба да се отвора, не треба да бидеме заложници на историјата, но никош и не треба да ја занемариме. За жалост, историјата никој не учи. Сите зборуваат дека историјата е учителка на животот, меѓутоа за жал никој не учи. Ако се вратиш назад во историјата, пред 100 години, овие работи што ни се случуваат биле предвидени. Британците имаат направена една анализа, психоантрополошка анализа на македонецот и на македонецот. Сите овие работи за ова што не случува, се доаѓаат од страна на медијатори, се до тоа го предвидели уште пред 100 години. Врз база на психолошка, антрополошка. И човекот македонецот може да трпи. Има таму многу интересни анализи дека Македонија тешко може да биде држава поради тоа што во историјата, освен и оние споменуваат Самуиловата држава, немале друга држава, не знаат што е администрација, не можат да ја уредат администрација, дека се подкупливи, мито, корупција, сето тоа. Значи рентген има. Рентген. И дека за да се реши работата треба од странство да се донесат луѓе протекторат кој што ќе им кажува што како да што не го прават. Истата приказна. Албанците се ги играат на се или ништо, бидејќи нив им е јасно дека тоа што сега го прават со ова стратегија ќе им се врати како бумеранг на следните или на некој од наредните избори. Затоа играат на се или ништо, бидејќи се свесни дека во Република Македонија ќе биде спореден попис според европски стандарди, дека во Република Македонија може повторно да бидат отворени прашањата околу хашките случаи и дека во Република Македонија, ако не се почитува волјата на македонците, утре кој може да бара од македонците да почитуваат волјата на албанците и може би една некоја идна македонска влада нема да бидат застапени партиите на албанците во Република Македонија, туку може да има 3 или 4 министри од редовите на видни албанци, како што тоа беше случај до 1991 година. Бидејќи нели она флоскула, она парадигма, македонците и албанците никош не војувале, што не е точно. Джемо Хаса, ослободувањето на Кичево, ослободување од структурите на Джемо Хаса, 2001 година и така натаму, но и тоа и да го трниме тоа на страна, таа парадигма која се гради дека македонците и албанците никош не војувале. Всушност албанците се сака да се наметна дека без нив никош не можела да биде формирана македонската држава, дека македонците за време на Крушево и дека за време на Асмон се повикуваат и ја барат помошта на албанците. Што е точно од историски аспект? Апсолутно не. Значи, тој мит се воспостави за време на СФРЈ, кој требаше да оди во корист на тоа братство и единство.
Тоа се случува во Илинденското востание. Борбата е за создавање на Македонија на македонците. Апсолутно нема таму повикување албанци да се приклучат, ниту пак се приклучуваат некој голем број на албанци. Тоа се случува во Втората светска војна. Македонците се борат за создавање на држава која ќе биде на македонскиот народ и во која сите останати малцинства ќе ги имаат своите права. Тоа се случува и во 91 година, ние за што всушност гласавме. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, не се гледаме идната недела во истото време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.